Драги мои, на моје огромно задоволство денес ќе позборуваме со доктор Драган Јованов, експерт по фитомедицина, тема за која што се повеќе и повеќе се зборува во Македонија, а досега во мојата емисија не сме зборувале на таа тема, па затоа ми представува едно огромно задоволство. Добре дојдовте во мојата емисија, навистина ми е чест и драго што еве неколку минути ќе позборуваме во врска со фитомедицината, да ја доловиме на нашите гледачи, повеќе да ја објаснеме што представува. Здраво и како сте? Здраво, благодарам на поканата, како прв пат во вашата емисија, чест ми е задоволство. Ете што има и телевизија, нормално и професионален водител кој од сите сфери да се представи на јавноста она што е потребно, малку да излеземе од оние лоши мисли што ни се пласираат медиумски во последнава година, поготово и со вирусот COVID-19. Секогаш знаете да дадете убави совети до гледачиве, до вашите пациенти на кои што им е потребно. Како за самиот почеток, што е тоа фитомедицина? Најчесто луѓето ја мешаат фитомедицината со алтернативната медицина, меѓутоа има разлика. Фитомедицината на современата ја што ја работам, тоа е дел од медицинската пракса која чини превенција, заштита и лекување со користење на целото растение или со користење посебно корен, стебло, лист и цвет. И кога ќе користите овие фитомедицински билни препарати, треба да имате трпение, бидејќи бенефитот е треба темелно да се 2 недели, 3 недели да помина за да го почувствуваат оној бенефит што го бараме од тие лековите растенија или тие билни препарати. Значи фитомедицината на западот се користи доста, ја користат исто така србите, бугарите, хрватите и русите, меѓутоа најдобри во како држава за во делот на фитомедицината се русите. Че таму има многу доста истражувачи, доста академици кои истражуваат на тоа поле. Ние се трудиме нашата односно јас ја користам таа македонска фитомедицина. Тоа се мои лични брендови, сите книги што ги има, например, од мој аспект гледање работите. Од кога почнав таму, што беше причината да почнам со фитомедицина, сакам за да се надоврзам. 2009 мајка ми почина, со тоа што класичната медицина не помогна во тие тешки моменти, се пробавме и потоа почнав да работам на фитомедицината, како можам да ја помогнам на луѓето. Почнав да истражувам, почнав да одев на балкански, европски, светски симпозиуми, на семинари, одев максимално, меѓутоа јас сум сам свој производ и она што не сум научил некој тука во Македонија, него све било како самостален човек, како поединец и воедно во сите оние меѓународни што ги имам искуства. Затоа велам, фитомедицината во однос на овој дел сега, што имаме проблем со вирусот. Океј, вие можете да конзумирате нешта кои ви кажуваат вашите доктори, меѓутоа без ова не можете понатака. Значи без ова не можете понатака. Има истражување на начинот и на фитомедицината, германски институти има истражување дека на луѓе кои ги користеле лековитите растенија, им се помогнало во начинот на дополнување на нивното здравје, лекување, односно. Сега ние како земја во руралните предели, значи се користи повеќе застапена. Лековитите растенија се користат, меѓу научна фитомедицина се знае, се занимаваат научници или студенти од земјоделскиот, природно-математичкиот, фармацевскиот факултет и од шумарскиот. Треба да ни биде секојдневие да ни биде фитомедицина, начинот на живот треба да ни биде фитомедицина, само така ќе имаме бенефит на долг рок. Така нашето здравје ќе го заштитиме, бидејќи едно нешто што остана здраво па би рекол, сега во Македонија, ама и на планетата, се лековитите растенија. Бидејќи тие се во планински предели, не во сите планински предели, во одредени планински предели, каде што е чисто, здраво и над 1000 метри надморска височина, каде што што е бенефитот за здравјето, доколку вие можете сами да одите да ги собирате, бенефитот е кој ги пиете тие комплет, значи собрани, е поголем. Значи, моја препорака е да се пие природни лековити растенија, значи собрано од природата, тоа е број 1, или ако можете сами да ги, или ако најдете некој што ги има собрано, целото растение, за да ги осетите комплет бенефитите, значи тие лековите активни супстанции кои ги имат целото, значи корен, стебло или целото растение, така е подобро за здравјето. Меѓутоа може и корен, стебло, зависи за кое здравствено заболување се работи или за кој здравствен проблем.
Јас сум секојдневно со фитомедицината, живеам и спијам со фитомедицината, максимално сум посветен на истражувања со имам меѓународни поддржувачи, односно и меѓународна соработка имам со академици и со професори од Балканот, од Европа и од светските земји, каде што оно што го видов таму што го имат, ние го немаме овде. Па ете, направивме една сврзување за да може ете и на нашиот народ овде да се помогне. Премногу имам истражувачки патенти кои максимално ги користам да им помогнам на македонскиот народ. Значи од најмали дечиња што имаат проблем со дечињава, да речеме, има проблем со аутизам, со настинки, со грип, со намали имунитет, анемија, со Даунов синдром, значи ги работам тие невролошки заболувања, до екстремната болест што е на денешницава, тоа е канцерот, каде што работам со здруженија на лица кои се излечиле или што имаат канцерогени заболувања, значи максимално сум посветен сега поради кризава нема каде, претходно бев и надвор од Македонија, меѓутоа сега сум посветен на нашите да се помогне тука. Има начини, има методи, само треба да се верува, што поголема е вербата, што повеќе се користат стручни лица во кој да е дел, дали во класичната или во фитомедицината, само така ќе имаме бенефит понатака. Така, да, сакав и тоа да ве прашам колку кај нас се распространето, колку луѓето се запознаени со оваа фитомедицина. Кај нас, значи да им кажете фитомедицина, првен, како гледаме, студиски. Значи на факултетот за земјоделски науки и храна од кај ја потекнувам, значи фитомедицината значи заштита на растенијата. Меѓутоа, јас современата имам надвор од државата совршено, со тоа што фитомедицина е заштита растенија. Во кај луѓето ќе кажете фитомедицина, он вика, алтернативна медицина, бабени деветини. Друго мислење. Да, друго мислење, многу погрешна, како и за многу други работи што имаме погрешно мислење во начинот и на лекување и на превенција. Мислам дека од 2009 како почнав максимално да помагам и максимално се активирам и истражувам во дел на фитомедицината, мислам дека веќе нема кој човек не е запознат, барем како јас сум како еден човек кој ги ја афирмира македонската фитомедицина во Македонија и надвор од границите на Македонија, и тоа максимално сум посветен за тоа, затоа што па и македонската традиционална медицина ја користам, значи ја афирмирам заради тоа што таа ги користам од нашите предци пред 500.000 години, нивните информации, нивните лековити билни препарати како тие се лекувале по селата, по манастирите или по без разлика во кој дел, али научно докажано, истражувам на пациенти, имам луѓе кои работат по лабораторија надвор од држава и така. Мислам дека во иднина едно нешто што ќе биде најбенефитно за здравјето и кој ќе се цени најмногу ќе се бара за наредни барем 30 години, моја претпоставка ќе биде природата. Заради тоа што гледате све се уништува и останува само не останаа само делот од планините каде што можеме да ги користиме наши бенефити здравје. Секако доколку одиме по планините има луѓе кои не сме само ние на планетава, дека не треба да ги оголуваат шумите. Значи треба да се остане 20% од популацијата на тие лековити растенија за да има и за други. Значи за да има репродукција, да не да ги собираме сите за другите да нема. Само така, со таков свесност и со разум можеме да има бенефит, значи ова наша држава во еден народот кој живее на оваа територија. Така. Зборувате со толку големи емоции, имате помогнато на многу луѓе. Може да ни откриете, например, некоја случка која што така допрела до вас? За овие од сите овие случаи. 15 години што имам искуство во делот на фитомедицината и агроекологијата, имам помогнато на преку 30.000 луѓе. Значи, дали со советување, дали со лек, дали со истражување, дали со фитотоник, додаток во исхрана. Мене тоа што ми се случи со мајка ми што почина, каде што се разочарав од класичната медицина, ништо не помогна, значи како почнав да им помогнам луѓето, како така им го кажувам на сите луѓе, како дел по дел да ми се спојуваше мојата душа. Многу има интересни моменти каде што гледате несреќни семејства, плачат луѓето, нема спас, дали рак, без разлика која болест, и кога ќе им помогнете во начинот одма ги гледате среќни лица, тоа мене ми ја храни душата и ностоп тоа им го кажувам. Максимално сум достапен за сите луѓе, можеме да направиме, меѓутоа треба да се верува. Доколку верувате и доколку правилно и принципиелно ги користите методите кои ги дава таа фитомедицина и ги може да има бенефит и на подолг рок за здравјето. Интересни случаи многу има да ви кажам, ако почнам да кажам ќе треба една година да говориме, многу интересни случаи имам, со тоа што
доаѓа ситуација, луѓето те благословуваат, не знам во која ситуација се наоѓам, ги гледаш вака. А со тоа се исполнува душата? Па јас сум повеќе, мене повеќе ме врзува на духовното, уназад години, уште од дете до ден денеска, значи ме врзува тоа духовното. Кога тоа духовното ти ја полни душата, мислам дека нема ниедна цена на светот кога на некој човек ќе му помогне за здравје. Јас сум многу искрен и реален, ја ова говорам и на телевизија, говорам и лично со луѓето. Само треба позитивна мисла и позитивен став према работите и да се промени начинот на пристапот према стресот. Сега после оваа корона криза, ќе видите година, пола година, година до две, ајде да речеме, кога веќе сега од нареднава година више ќе почнува се намалува интензитетот. Тешко ќе биде заради тоа што ќе се јават многу психолошки, невролошки или невролошки заболувања или психолошки, како би ги рекол, без разлика, значи психолошки подразбира и некои ментални заболувања. Ќе има екстремни проблеми затоа што ова фобија што се направи кај луѓето затворени во своите домови, за тоа што имаме непријател како што велат невидлив. Да. Веќе колку од март месец сега веќе 7-8 месеци, за мицете уште една година доколку се воведе некој вред, а луѓето ќе имаат трауми наредни 2 до 5 години. Да, и никои не сакаат да зборуваат за тој проблем, секако некој се потиснува во себе. Не сакаат да зборуваат за тој проблем, видите зашто? Затоа што системски во нашата земја немаме ние таков процес, ни апаратура, ни како да не ме свати некој погрешно, мислам, ја кажувам, сакам да кажам за да биде подобро, мислам, не ми сметам никој, јас соработувам и со доктори, со академици, со се. Мора да се смени пристапот. Во другите земји имате еден кога веќе дојде до некој здравствено заболување еден човек, па тој има психотерапевт, тој има психолог, тој има нутриционист, има фитотерапевт, има, значи мал милион има тим околу него. И они ја водат неговата дијагноза се до цел да се подобри состојбата на тој пациент. Ке нас не знаете, мал милион кај еден доктор, мал милион кај друг, приватни, државни, не знаат луѓето кај да одат, не знае никој да ги соведе, затоа се сокриваат. Заради тоа што многу има и од нашите, нели ние како луѓе имаме многу поразличен пристап према тие што се кај што треба да ни помогнат, ама и тие имаат поразличен пристап према луѓето. Да. Јас разбирам се, меѓутоа ние живееме во таква земја. Меѓутоа треба во иднина да се смени пристапот, начинот на функционирање и во иднина треба да се смени свеста. Кај сите, од првиот човек на држава до последен. Само така може да има бенефит оваа држава првично здравствен, па се понатака и образовен. Многу е битно здравјето и образованието ви нам број еден столб во една држава. Треба да останеме со оние позитивни вибрации, со она позитивна енергија, Па, да се далечиме од оние негативни луѓе и негативни мисли, за да можеме да обстанеме во ова невреме. Да, се трудиме, не можете да ги одбегнете тие луѓе, затоа реков начинот. Да знаеме како треба да се одбраниме, ајде одбранен механизам да направиме, да меѓутоа ги има секаде. Не можете тоа. Значи секојдневието, секој ден возењето кола во пример во овие часови ви е стрес. Да. На сабајле станувате, треба да дојдете на работа, ви е стрес. Значи животот е стрес, меѓутоа затоа вие треба тоа, нели, да се изфилтрира и да знаете како да се носите со тие моменти. Само така, јас ги почитувам јапонците и кинезите, они многу користат многу техники и методи, затоа живеат по 120 години. Кај нив нема стрес. Па користат медитативни методи, каде што го смируваат телото и умот, со тоа што користат 100% природа. Нормално, секој е според желбата. Јутоа, тоа што сум разбрал со тие луѓе што се работувам, значи ностоп на медитативни техники, тело, дух, ум, смиреност, воедно ги користа 100% природата. Само затоа живеат по 120 години. Треба да земаме пример од. Па требаме и тоа кај нас е све опретено на политика, никој не се занемара со некои работи кои се вредни за оваа држава, ни со луѓе кои знаат во оваа држава, кои направиле нешто во оваа држава. Благодарам што сум дел од вас денеска на оваа емисија. Мислам дека требаше вака една емисија да има, каде што ќе ги викнете од сите сфери луѓето, да си го кажат својот став, оној вистинскиот реалниот став, за да луѓето немаат заблуда. Да. Зашто луѓето надвор имаат заблуда, дека они веруваат во нешто што им е наметнато, а не дека нешто лично веруваат. Па и затоа може нели да предизвикува и паника и страв. Па паника и страв најчесто е тоа се биде кога има медиумска вака, на пример убава емисија каде што ќе има некои културни моменти, нешто луѓето да научат ново, тоа ќе во ред. Тоа и треба секојдневие да биде. Не значи максимално 100% во текот на денот да се
шират некои негативни информации, значи медиумот, јас на пример не гледам телевизија, верувајте, значи за 7-8 години не гледам, 1 до 2 емисии нешто ако гледам контакт на кој има, не гледам телевизија, затоа што тоа ти го храни мозокот со негативни мисли. И после луѓево не знаат кој пат да го фатат. Не знаат. Да. Чи не знаат кај да одат на лекар, не знаат да побарат информација, читаат се што пишува на интернет, па ова земале, она земале, не. На своја рака немојте, читајте нешто квалитетно, кој што ќе ви биде Да се консултираат или да се консултираат со луѓе кои стручни лица за да можат да не е све што е напишано на интернет не е се точно. Да. Може да е 10%, треба да се пази да се користат капацитетите кои ги имаме во оваа држава во сите сфери. Само така ќе има бенефит, ама тие капацитети се користат вистински, а не да ги искористат и да ги тргнат. Како што уназад години знаеме што се дешава во оваа држава. Так. Значи, стабилност треба многу да се даде после ова, затоа што после оваа корона криза ќе биде многу нема да биде едноставно, нема да биде ист животот, можеби ќе биде многу поразличен, многу поубав, може ќе биде полош, меѓутоа тоа не значи дека ние треба да се откажеме и дека не треба да живееме и да се затвориме дома во 4 ѕида. Да, нормално да се почитуваат протоколиве што ги даваат сите мерките, да се почитуваат, меѓутоа ќе пројде и ова. Што не пројдело луѓето назад години прошло и епидемии, кризи, војни и се. Ќе помине, само треба трпение, треба чување да се чуваме, треба и трпение. Така. Ќе биде се во ред. Сега кога сме веќе кај ситуацијата со COVID-19, како фитомедицината може да помогне? Што треба да направиме? Како да се заштитиме? Па видите, јас ги читам овие институтиве што користат, речеме, германски институт имаш истражувано за начинот на вируси што помогнало, како помогнало, амерички институти читам, значи што работат на истражувања луѓе, кај што не имаат таква машинерија, се ја викам, имаат каде што можат, нормално имаат услови да истражуваат, не истражуваме на пациенти, 5 години, 10 години, па ни помагаат странците нешто во делот на лабораториски, што се одржи, како се одржи. Вируси како ковидот нема лек за сега. Измислија вакцина, не знам сега, не може да толкувам, тоа докторите ќе се каже, во делот кај што е фитомедицината, па или медицинскиот, класичната медицина и фитомедицината, немате соодветно нешто. Може кој ќе каже некој безбедно 100% сигурно, кој ти гарантира? Кој ќе одите на лекар ви гарантира некој дека 100% ќе? Значи не. Значи да бидеме реални. Треба да бидеме реални со ставови, значи со некои реални ставови. Фитомедицината во заштита за вируси. Само вируси говорам, дека тука спаѓаат повеќе, не само ковид, има и повеќе вируси. Може да се користи црното семе, карамфилчето, може да се користи дивото орегано, ехинацејата, босилок, мајчина душица. Значи може да се користи дивиот лук, сремуш. Значи може да се користи тука таа е алга, меѓутоа би ја додал во овие комбинации што ги кажам за да може да се пие луѓето, спирулината е добра. Так. Значи тука може да се користат црниот чај, зелениот чај, значи еве едно 10 растенија плюс 9 растенија плюс една еве. Црниот чај е многу добар. Да, плюс една алга, да рекол спирулината, еве 9 чаја кои може да се години да ги користи, витамини и минерали со ограничено конзумирање, земеме сега 5000 витамин С, 10000 витамин, не знам, цинк, витамин Д, цинк, селен, не знам све што. Значи се пишува. Умерено, све што е умерено е добро. Со дистанца, со заштита на маска можете да движите нормално, нели, мораме да функционираме, можеме да се затвориме ние во 4 ѕида да не функционираме, значи нормално, не само кај нас се случува во целиот свет. Треба внимавање во начинот на оно што го говорат, да, нели, имаме протоколи, мерки што треба да се почитуваат, верувам. Меѓутоа треба да се почитуваат и некои други работи кои за својот организам што е најдобро. Вие си знаете за вашиот организам што е најдобро. Нормално. Додека стигнат вакцините март, април, таму што треба, овие 6 месеци, 5 месеци, 4 месеци што ќе правиме. Че треба да продолжи животот. Нормално, кога ќе каже институције дека, пример, за да се намали, не знам, до 16, до 18, 19, 21, како и да е часот, да се почитува. Сум за тоа да се почитува, меѓутоа треба и да се живее. Така. Че нема да не биде толку екстремно вложен страв кај луѓево. Значи секој може ако е така да заболи, од се можете да заболите, значи не е само ковид луѓе, значи дај да живееме, да еднаш животов е краток. Краток, да. И треба да го живееме. Сега ние ако се плашиме затвориме од 4 ѕида, уште повеќе ќе поболите. Не излегувате, не користите да речеме сонце, немате контакт со другите пријатели. С пријатели, нема воздух, нема ништо. Значи сега кога ќе се во овие, нели,
Празнични моменти, да, верувам, за да не се шири тоа во ред се што кажува докторите, јас ги почитувам нивните ставови. Меѓутоа има и некои други работи што треба да се почитуваат, дека треба и да живееме, дека треба ова да не биде Треба веќе да правиме секојдневно. животот поубав. Па Без поубав. разлика на што Секој и да е. може да се најде занимација, Да. секој може да направи нешто корисно во овој И период, да работи речеме. кои што исполнуваат. Исполнуваат, да, меѓутоа да не се собират само во групи, значи вие можете фамилиарно да се собирате, значи луѓе што сте фамилија, Да. не знам, или вака на пример сега треба се ностоп онлайн, не може, треба и некој ќе во емисија да се дојде без разлика. Значи секој и никој не е 100% заштитен со ништо, дали класично, дали природно. Не сте 100% заштитени со Да. ништо. Ништо на светов 100% не ви гарантира. А што ако сега моментално после 6 месеци, кај знаеме што ќе се појави. Затоа да бидеме реални и искрени треба да бидеме према себе си и према сите нас. Да не читаме се и се што пишуваат по овакво по социјалните мрежи. За се има решение. Да, Има за ќе се се решение, најде. дали од класична или од фитомедицина има решение за се. И верувам дека набрзо ќе се изнајде. Год 2021 верувам дека ќе биде година каде што Ќе биде подобро. ќе види народот прво во Македонија светлина, нели? Верувам и па и во другите соседни земји наши и во светот, затоа што мораме да се помириме со некои работи. Тоа се случи, се случи. После 2-3 години може да се случи некој друг COVID-25, COVID, не знам таму. Но нема сомнение дека 2020-та сигурно ќе ја памети. Ќе ја паметиме затоа што прв пат во историјата, Се поготово случи, на да. нашата земја, се случило нешто вакво каде што со екстремно. Мене ми е многу жал што многу луѓе починаа. Многу ми е жал да ви кажам искрено, затоа што на почетокот беше толку голема негативна енергија, многу фама голема, луѓето се изгубија, не И знаеш што растот е. на заболени. И растот на заболени, дали верува или не верува, значи верувам дека надлежните институции со текот на времето ќе си изнајдат, да речеме, ајде некоја формула да видиме зошто се ова вака се случи, како се случи, ги почитуваат, гледам дека се добро, се како една мала земја. Добро е. Значи се трудат луѓето максимално да тие како ја речам, ајде, во здравството се трудат максимално да помогнат, се трудат. Меѓутоа ги следиме ние нели светските трендови, како е во светот, во Германија, да речеме во Америка, не знам како се, ги следиме ние, не сме мала земја, Да, ги следиме истражување начинот. Значи максимално се направи што се може, не треба да ги обвинуваме тие луѓе. Максимално ти бе на браникот на помош на сега можеби не сите, али има луѓе, на пример доктори кои стварно беа. И тие доктори има некој што замина. Жалосно, мислам жалосно, никош веќе ова да не се повтори подалеку, што подалеку од нас. Да. Како што кажавме, се надеваме дека 2021 година ќе биде подобра за сите нас. Верувам. И дека овој кошмар конечно ќе заврши.